Поздрав, магисни мои! Добре дојдовте на Уналунтарот. Јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за секоја ваша енергија допринесена кон мојата страница и кон мојот YouTube канал. Денешново читање ќе биде 3 настани кои што ќе одбележат неделата пред нас или пак пред вас. Енергија која што ќе треба да се случат настани, ситуации, моментални случувања кои што се движат према вас, па да не должим премногу, да бидеме во наша енергетска вредност, преземете вие вам како ви резонираат енергии, доколку резонира, оставете коментар, лајкувајте, шерувајте и не заборавајте, сабскрабувајте се на мојата страница, затоа што едноставно оваа страница ќе биде енергија или пак канал, ќе биде енергија која што ќе биде 10-струко наградена во енергии благослови према вас, но и ќе биде енергетска вредност да вие ги оставите вашите енергии на мојата страница или пак на мојот YouTube канал. Ајде да видиме што сакаат да ни порачаат овие тарот карти, пак овие Ленорман карти, кои што ќе треба да се случат 3 настани, кои што ќе ви одбележат оваа седмица или пак оваа недела пред нас, да знаете во каква енергетска вредност ќе се најдете, што поконкретно ќе се случува, но и како да го решите некој проблем, доколку се случи проблем или пак зададена ситуација која што се движи према вас. Првиот настан, јас ќе ги отворам овие карти, енергија на патување, пари, комуникација и подарок. Првиот настан, драги мои, кој што ќе ја карактеризира оваа недела, ќе биде во енергија на материјално, финансиско делување, трансакциони енергии, каде што и ќе треба од дистанца или пак према дистанца да се упатат према вас или пак вие да упатите некому поддршка, материјална поддршка, доколку очекувате финансиско делување или пак трансакциона енергија, каде што и материјалното благо ќе биде во ваша енергетска вредност, верувајте дека ќе стигнат овие трансакции до вас, енергетска вредност да се движат од странство или пак ова сте тоа вие кои што ќе треба да дадете оваа финансиска трансакциона енергија, да уплатите за некое патување кое што ќе биде во енергија да биде во преселба или пак енергија да патувате негдека на дистанца, затоа што сме во енергија на годишни одмори. Јас се надевам дека овие финансии ќе ви бидат доволни да изреализирате ваша енергетска вредност. Оваа енергија ќе се одвива преку комуникација, преку активност, енергетска вредност да вербализирате, да бидете во енергија на немојте да премногу зборите на ваши пријатели, пак да оддавате тајни кои што вас ве преокупираат. Овие карти ве советуваат да не оддавате тајни, да не кажувате, да не се фалите премногу, затоа што луѓе се, зборат, озборуваат. Оваа енергија ќе се случи во најбрзо време, затоа што оваа карта представува и анксиозна енергија. Доколку се работи за некоја уплата на финансиска трансакција која што ќе треба да се случи на далечина или пак да дојде од далечина, ова ќе биде по повод ваша енергија на ментално, но и на физичко енергетско здравје. За други пак од вас ќе биде енергија каде што и очекувате финансиска подкрепа, енергија каде што и ќе бидете во енергетска вредност да уплатите годишен одмор или пак да си приуштите ваша енергија, да бидете во ваша енергетска вредност, да превземете акција по повод нешто што треба да
ја исцели вашата душевна или пак есенцијална енергетска вредност. За трети пак од вас, ова ќе биде пристигнување на материјални, финансиски случувања преку комуникации, кои што ќе бидат на преку телефонски позив, да знаете дека оваа финансиска вредност ќе дојде од странство, доколку очекувате префрлување на пари, на парични средства од иностранство, знаете дека ова ќе се случи. И сето тоа ќе биде подарок за вас. Ќе бидете многу стрекни, драги мои, затоа што ќе бидете во свое уживање, ќе бидете пријатно изненадени. За некој од вас овие финансиски средства ќе ви стигнат како прилив на изненадување. Ова енергија ќе биде во енергетска вредност благосостојба, за некоја добра намера, учинета вредност, која што ќе биде во енергија да се осеќате удобно во својата енергетска вредност. Доколку ви значи бројот 9, 12, 34, тоа е 7 и 3, знаете дека овие енергии ќе се остварат на тоа, ќе биде конфирмација за ваша реализација на овие финансиски средства кои што треба да пристигнат до вас. Ајде да видиме и тарот картите што ќе покаже за првиот настан кој што доаѓа према вас. Што да очекувате со ова случување? Од кого поточно? 5 штапови, од некоја конкурентна енергија, каде што и оваа конкурентност била во енергија на драма. Значи, некоја драма која што се случила во прошлоста, сега за оваа драма која што сте ја поднеле, ќе се случи во енергија на материјално излагање. Витезот на пентаклите, подарок, ќе добиете подарок, драги мои. Значи, подарок финансиски и енергија на кула. Значи, промена на вашиот животен енергетски дел. Значи, нешто што било многу значено во вашата енергетска вредност за финансиски, материјални добра, да бидете во стабилна енергетска вредност, за подарок, за енергија патување, енергија здравствена енергетска вредност. Ова ќе ви биде доказ дека доколку со витезот на пентаклите, тоа е земјена енергија која што сте имале конфронтација, значи сте се буквално гањале околу овие материјални средства, ова енергетска вредност ќе биде разбиена, ќе биде во енергија да оваа персона премногу ви верува, но не во своја адекватна енергетска вредност. Оваа персона ќе ви испрати материјални блага, затоа што и доколку се случила повреда во прошлоста, сега ќе ви испрати еден подарок на материјални средства, каде што и ќе бидете во енергија да се чувствувате во енергија на сето она што сте сакале да го доживеете од оваа персона како љубезност. Сега оваа персона ќе ја награди вашата енергетска вредност затоа што сте издржале во некоја драматична ситуација со оваа персона или пак со повеќе персони, затоа што ги имавме овие птици кои што велат комуникација, но велат анксиозност и озборувања. Енергија каде што овие материјални средства буквално ќе ви донесат ќе ви донесат една преобразба, ќе ви го променат вашиот живот на подобар во подобар енергетски смер. Вашата енергија на пригрлување према вашите можности ќе биде во енергија на промени кои што доаѓаат према вас, а тоа е финансиска благодетна енергетска вредност. Овие финансии ќе бидат достојни према вас да ги пригрлите и да ги употребите за ваша енергетска вредност.
Јас се надевам дека овој прв настан ќе биде во енергија да бидете во добро здравје, да се осеќате многу добро, но и да знаете дека секогаш се случуваат нештата во прав божански тајминг, кои што доаѓаат не секогаш во енергија да бидат према нас во зададено време, но ќе треба да понекогаш и се потрудиме, но и да препливаме преку некоја драма, преку некое случување кој што на нас на крај ќе ни донесе една огромна среќа, препород, една енергија на рушење на стар систем, на стара вредност, но и на тргање на едно ново, подобро утре, а тоа е промена во нашиот животен енергетски смер. Втората порака која што доаѓа према вас, случување настан кој што ќе се случи во оваа недела, енергија на заедница, посветеност. Ова ќе биде договори, склучување на брак, предлог, продажба, енергија на нешто што ќе биде во заедничка енергетска вредност, бројот 25 или пак 7 ќе биде во значење, бројот 27 исто така. Очекувајте порака, документ кој што ќе биде во ваша енергија. Доколку склучувате брак, добро размислете, затоа што сме во време на ретрограден Меркур. Во ретрограден Меркур, доколку вие немате во натална карта ретрограден Меркур, немојте да склучувате некој договор кој што понатаму ќе ви донесе стрес и ќе се раскине тој договор. Подобро ќе биде да почекате доколку заврши ова енергија, значи кога ќе заврши овој ретрограден Меркур, и да бидете во енергија да потпишете договор, документ кој што ќе биде на писмен запис, ќе биде преку пошта или пак ќе биде билет, но и ќе биде специјален документ кој што ќе треба да биде во енергија на циклична енергетска вредност. Овој документ ви стига во прав момент за ваша стабилност и безбедност. Енергија каде што долга безбедност ќе биде во ваша енергетска вредност. Останување на место. Овдека ќе биде во енергија да бидете во стабилна енергетска вредност. Со овој документ, доколку се работи за заедница или пак за потпишување во посветеност на некој документ во работна енергетска смисла или пак ова ќе биде момент каде што ќе биде склучување на брак кој што ќе биде долготраен, но не во ретрограден Меркур. Доколку се работи за склучување на договор помеѓу две страни, работна енергија или пак партнерски однос, ова ќе биде во енергетска вредност да добиете порака, документ преку пошта или пак преку енергија институција која што ќе ви обавестат за моментални случувања во вашата енергетска вредност, дека ќе се најдете во стабилна, безбедносна енергетска вредност. Овдека се покажува 19 бројот или пак 10 старт, нов почеток за вас, драги мои, ќе биде во енергија на нов живот, нов цикличен енергетски дел, каде што и овие енергии ни потврдуваат циклусна енергија, каде што затварате едно старо поглавје во вашата енергетска вредност, но доаѓате во нова суштинска вредност. Ова кула значи авторитетна енергија. Во овој Ленорманд, оваа кула значи авторитет, не рушење, туку авторитет, затварање на нешто старо, но ќе биде во енергија на отпочнување на нешто ново и многу позначајно. Енергија каде што оваа кула ни дава можност да некој од вас ќе биде во авторитетна енергија, кој што ќе биде во изолација, кој што бил во изолација, но ќе биде во енергетска вредност да. Доколку потпишувате договор за институционална енергетска вредност, владина, но е оваа енергија и да превземете акција према вас за нови случувања во вашата стабилна енергетска вредност, кон партнерски односи,
каде што и треба да останете во изолација, но не предолго, да не бидете осамени, туку да поставите граница према тој некој друг кој што ќе биде во ваша енергетска вредност. Значи, второто случување кое што доаѓа према вас е комплетна ваша сигурност и безбедност, циклична енергија, каде што излегувате од еден циклус и влегувате во сосема нов енергетски дел. Подпишувате договор со некоја институција, владина енергетска вредност, може да биде и невладина организација, каде што и ќе бидете стабилни по повод ваши финанси, но и стабилна енергетска вредност. Знаете дека тука ќе бидете недолго осамени, но може и да биде оваа енергетска вредност да донесе можност за осаменост во канцелариска енергетска вредност, значи да некој ви понуди работна енергија, договор на соработка во институција, енергија на стабилност, каде што и ќе бидете осамосталени во канцелариска енергетска вредност, но и ќе бидете во поставување на своји граници. Значи, на сето тоа што сте го посакувале во прошлоста, да бидете во своја канцеларија, да бидете во своја енергетска вредност, да бидете стабилни, да имате стабилна работа, да имате стабилен работен однос, или пак да бидете во стабилна врска, или пак да бидете во стабилен брак. Ова енергија доаѓа према вас, драги мои. Сето ова ќе биде во енергија на институционална енергија, но ќе биде од почеток. Нешто од почеток ќе се гради према вас. Значи ќе дојде према вас. Ќе градите нешто ново со оваа енергетска вредност, но ќе ви стигне и документ кој што вам ќе ви биде многу битен за известување. Само да внимавате на ретрограден Меркур, затоа што сме веќе во ретроградниот Меркур. Тука имаме и враќање на прошлоста, енергии каде што овој ретрограден Меркур не е доволно, не е толку лош, колку што ќе треба да ни се вратат енергии кои што не сме ги затвориле како циклусна енергетска вредност. Значи, доколку се работи за брачна ситуација, која што резонира за некој од вас, да овој партнерски однос биде во енергија да оваа брачна заедница се срушила, но има деца околу нејзе, ова ќе биде енергија да некој добие позив од институција која што ќе добие материјални средства, значи стабилност од брачен партнер кој што не е веќе со вас, но и ќе биде во енергија да добиете подарок стабилност. Значи, ќе бидете во енергија да ќе бидете во енергетска вредност да добиете наследство, може да биде во парична енергија, а може да биде во наследна енергетска вредност, каде што и ќе треба да ги процесуирате, работите преку институција, владина институција, каде што и ќе треба да не се грижите доколку бидете во изолација. Доколку сте биле во изолација, сега нема да бидете во изолација. Доколку се работи за работен однос, кој што веќе сте во владин сектор или пак веќе сте во институционална енергетска вредност, знаете дека ќе добиете подарок кој што ќе биде во енергија на заедница и посветеност, каде што ќе работите со друга персона до вас, но ќе бидете изолирани затоа што ќе добиете своја канцеларија, но и ќе добиете можност на стабилна енергија. Ајде да видиме за што поконкретно се работи, што сака да ни кажат тарот картите за вас. Еве ги. Асот на мачевите, ова е енергија на потврда, идеја, идеологија, која што, драги мои, ќе во огре сонце, вие сте витална енергетска вредност, каде што и ќе бидете стрекни и радосни, вашите желби се остваруваат, за некој од вас, кој што ќе биде во енергија да ја чекаат оваа порака или пак оваа енергија. И 3 мачеви. Енергија
вие сте биле повредени доколку се работи за партнерски однос, вие сте биле повредени од овој партнер, но овој партнер ќе сака да биде во енергетска вредност, да се осеќате добро, да бидете во институционална енергетска вредност, да ви подари нешто што и ќе биде како начин на искупување од негова страна што ве повредил, не со еден мач, туку повредил со 3 мача, каде што и сте се осеќале емотивно разбиено буквално. Енергетска вредност, да знаете дека преку мок на позитивност, сепак сте останале позитивни, ќе останете позитивни и овие 3 мачеви ќе ги разрешите за многу кратко време, драги мои. Ова е второто случување кое што вам ви доаѓа во енергетска вредност за некој од вас кој што ќе биде на ова верига. Знаете дека ова ќе биде добра енергетска вредност, да знаете дека сонцето ќе осветли сето она што некој ве повредил во прошлоста, ќе биде во енергија да се искупи за сето тоа, но и ќе биде осветлен како ден, да знаете дека ова енергетска вредност ќе биде во исцелување, вие веќе сте се исцелиле, но и ќе биде во енергија да реализирате прошлост кој што и ќе затворите како циклусна енергетска вредност и ќе отпочнете нова енергија, каде што и ќе се дадете во своји идеи, ќе прифатите енергетска вредност на моментално прогресирање во својата енергија, значи во својата работна енергија, во својот живот, ќе прогресирате, ќе се искачите на повисока летвица, а овој партнер сето тоа ќе го гледа. Значи, ова е енергија на затварање на прошла ситуација, која што веќе не е достапна за вас. Третиот настан кој што доаѓа према вас ќе биде во енергија на партнер или пак на маж кој што вам ви е битен во вашата енергија, живототворна енергија, енергетска вредност каде што ќе биде значаен маж за купна енергија, за дом, за безбедност, животен простор, фамилиарна прикладност, каде што и ќе имате осветлување на вашата енергетска вредност. Овој маж ќе доживее успешна енергија, виталност, доколку се работи за ваш партнер кој што е во ваша енергија, значи сопруга, значи ова енергија нам, доколку се работи за сопруг, ова ќе биде енергија на овој маж, ќе добие нешто значајно, ќе доживее некој успех, витална енергетска вредност. Сонцето е енергија на победа, висока енергија на оптимизам, енергетска вредност каде што нешто ќе се случи, ќе се озваничи, некој успех ќе постигне овој битен маж, значи битен партнер во вашиот дом, каде што и ќе биде значајно за вашиот животен простор, за купна енергетска вредност. Знаете дека ова ќе биде сето донесено преку јавно друштвена енергетска вредност, да бидете во своји настани. Ова ќе биде нешто во настан кој што го очекувате од прошлоста, но сега ќе се реализира во ваша енергетска вредност. Знаете дека овој маж ќе се вмрежи некдека, значи ќе биде во енергија на мрежа, на мрежен успех. Доколку сте јавно лице, доколку вашиот сопруг или вашиот партнер е јавно лице, му следи енергија на вашиот дом, на вашиот животен простор, му следи успешна енергетска кариера. Доколку се работи за пензија, знаете дека овој сопруг ваш ќе достигне успех во сето тоа што и посакува. Доколку сте чекале пензиона енергетска надокнада, да влезе во пензиони води, значи да биде во своја доминација, ова сонце ќе ве огрее во енергија на оптимистична енергетска вредност. Да знаете дека овој ваш сопруг или партнер ќе доживее едно вмрежување во пензиони води, значи во систем кој што од јавен карактер
кој што ќе биде во своја енергетска вредност. Ви следи настан на забава, значи на прослава, драги мои. Значајни броеви 28, тоа е 10, нов почеток, нов старт, 4, 31 или пак 4 повторно и 20 или пак 2. Значи, овие броеви ќе ви бидат конфирмација за нешто што треба да се случи во вашата енергетска вредност. Може би ќе биде за 2 дена, 4 дена, 8 дена. 31 јули, 28 во месецот, 28 четврти, 31 втори, или пак енергија која што вам ви одговара, може се и броеви на датуми на раѓање или пак значајни броеви за вас кои што ќе ве исполнат. Ајде да видиме што сакаат тарот картите да ви порачаат, што да очекувате за оваа енергија. Обратен човек или пак перспективно. Оваа персона се осеќала како жртвена енергија, но знаете дека овој значаен маж кој што е вариабилен за вашиот дом, за ваши успех, за ваша виталност, за ваше исполнување во доминација, на оптимистам, кој ви дава висока енергија, на победоносна енергетска вредност, знаете дека ќе биде во енергија да секогаш говори или пак секогаш збори дека ќе постои подобар начин да биде во енергија на била енергија на пауза, но оваа енергија е пауза на рефлексија. Значи, оваа особа која што ви е во дом, ваш партнер или пак ваш сопруг, не е битно, значи, ова енергија била во енергија на рефлексија, но и на внатрешно исцелување. Оваа персона ќе смени начин на однесување или пак начин на пристап према домот или пак начин на сето она што го окупира во енергија на размислување, на негова консиузна енергетска вредност. Оваа персона ќе биде во енергија да биде перспективен во донесување на битни и важни одлуки, стамено да се изразува, стамено да донесува одлучност, значи да биде одлучен во својата енергија и да не подклекнува, да не биде во енергија на жртва, туку да и го промени начинот на размислување, затоа што сето тоа оваа персона сваќа дека ќе биде во енергија, дека нема да биде перспективна доколку се биде во енергија на жртвена енергетска вредност, туку ќе биде во енергија на перспективност доколку го промени начинот на размислување. 2 купа, ова е ваш судбоносен партнер, значи ваш сопруг, каде што и вие сте енергија срце во срце, посветени еден на друг. Значен маж. 10 купови. Очекувајте љубов и благослови, драги мои, во вашиот дом. Енергија каде што никогаш немојте да застанувате, да си ја хармонизирате вашата домашна енергетска вредност. Сонцето ве упатува кон нешто што ќе биде умрежено. Енергија доколку очекувате ваш успех јавен, во јавност, во јавна енергетска вредност. Овој успех доаѓа доколку се работи за маж во вашиот дом кој што ви е многу битен, а очекува нешто за да се умрежи, а тоа е пензија или пак некоја надохнада. Ова енергетска вредност ќе ви донесе еден благослов, енергија на добар исполнет живот, каде што и хармонијата ќе биде во вашата енергетска вредност.
Припремете се за остатокот од животот, да го поминете со оваа персона во мирна енергија, но и да бидете во експанзија. Значи, среќа ќе биде на ваша страна, драги мои. Третиот настан кој што ќе го обликува оваа неделна енергетска вредност ќе биде во енергија да бидете успешни, здрави, да бидете во своја енергетска вредност, а јас што можам да ви посакам, ако не, многу љубов, многу успех и ова сето да се десетостручи во ваша енергија. Бидете позитивни и превземете своја енергетска вредност, но и бидете автентични, драги мои. Се гледаме во наредни читување од Тарот картите. Поздрав!